Феноменот на екранизам или екранизација е се почест и поприсутен и кај нашите деца. Со оглед на тоа што летниот распуст веќе започна, веројатно и голем дел од младите, од децата и во основното образование и во средното образование, па дури и оние кои што можеби посетуваат градинка, ќе имаат веројатно денови плюс кога и нема да одат во градинките, па ќе бидат со своите баби и дедовци или можеби со родителите, но во секој случај родителите се оние кои што треба да работат, па времето како ќе биде поминато на децата, веројатно најмногу зависи од добрата организација и на родителите, но и на бабите и дедовците. Факт е дека екраните се поприсутни и дека не би требало туку така само да си ги оставиме децата пасивно да го поминуваат времето. Треба да размислиме како поквалитетно да им обезбедиме овој период да им биде и позабавен, но и поинтересен, се разбира, во поглед на сите оние активности. Што е екранизмот и колку е присутен во нашата земја, како е на Балканот и кои се реално последиците? Впрочем, прашањето ќе биде и дали нашите родители или односно генерално родителите во денешно време се свесни за последиците кои што ќе ги доживеат нивните деца од се почестото или поголемото време поминато пред екрани. Темата е опширна. Во студиото го имам почитуваниот специјалист педијатар доктор Ангелчо Андоновски, човек кој што веќе години наназад работи на оваа проблематика, човек кој што споменав јас утрово во најавата, сте и дел од еден проект кој што е за екранизам во училиштата, да се спроведува, да се запознаат децата, па и нели учениците и учителите, односно професорите со оваа проблематика, но ми рековте интересот за жал е многу слаб, единствено во Струмица некаков одзив имало. Ќе позборуваме и за сето тоа, но факт е дека имате големо искуство и дека оваа тема е тема која што масивно е расширена низ светот, а во Македонија за жал многу малку се зборува. Прво, добро утро и добре ми дојдовте. Добро утро, благодарам и за најавата. Можам да кажам дека баш токму во овој период е најбитно да разговараме токму за оваа тема, бидејќи оваа тема се провлекува многу години наназад, можам да кажам од 2020 навака, откако беше ковид епидемијата, која што навистина ни нанесе толку голем пораз, толку големи проблеми, кои што секако и тоа време говоревме дека после таа епидемија доаѓа нова епидемија. За жал таа епидемија ги засегна најмладите, ги засегна токму децата, бидејќи целиот тој процес на седењето по дома, односно на останувањето и мислењето на собствените животи, ги занемаривме децата, оставајќи ги, препуштајќи ги токму на еден, како да кажам, зависнички порок, а тоа е екранот, и доведовме до фаза да веќе и во модерново време, кое што сепак не можеме да го застанеме, дојде до појава на една нова епидемија, односно ја би нарекол катастрофа, наречена екранизам. Дефинитивно се работи за епидемија, така? Значи, на најмасовно распространета, а велиме во Македонија глуви се институциите, се уште, па дури и родителите можеби свесно ги игнорираат, како да кажам, ја игнорираат реалноста и по линија на помал отпор можеби се препуштаат на екранизам. Како е вашиот став? Да, во време кога веќе диагноза како диагноза, односно зборам за диагноза во первазивните расстройства, посебно диагнозата аутизам, е премногу застапена. Нек би рекол дека кај секое четврто дете наоѓаме дел од спектарот, аутистичниот спектар, значи сите оние примеси кои што едно дете може да ги восприеме. Екранизмот токму допринесува најповеќе за тоа. Значи, буквално целосното отсуство на тоа дете, живеењето во посебен свет, живеењето ван реалниот свет, ограничувањето на неговите можности, како моторички, така и сензитивни, проблемот со говорот. Значи, се знаеме дека се поголем и поголем број на деца кој што не е развиен говор заслужно на физиолошкото време.
Значи, кај деца кај што имаме тотално спорување на менталните капацитети, кај деца кои што имаме дури неодговарање при повикување на неговото име, отсуство на поглед меѓу родителот и детето или детето со околината и со другите деца. Токму тука говориме не само за една дијагноза, дека тука говориме за еден процес кој што ја не секој пат сакам да ја дадам таа дијагноза, но би рекол дека екранизмот допринесе до сите овие работи кои што ги напоменав во моментот. Дури и за хиперактивност, а дури во по-модерно време, кај повозрастните деца, појава на агресии, појава на депресии, појава на анксиозности, а кај нас возрастните веќе и да не зборам до други промени кои што не ги носи екран. Само ќе наведам еден факт дека зашто нареков уште на самиот старт не само епидемија, го нареков и катастрофа, бидејќи можам да констатирам дека веќе до 40% сме стигнати со проблеми кои што се појавуваат токму од екранизмот. А ние ги дијагностицираме по некој друг начин и ставаме можеби некој пат и непотребна дијагноза, но сепак тоа е цел за да дојде до освестување. Јас ќе кажам дека во целава ситуација, освен државата, бидејќи ова станува општествен проблем, освен државата која што треба да интервенира, треба и свесноста кај родителите да биде на највисоко ниво, поготово кај мајките. Пред малку спомнавте деца кои што се во предучилишна возраст и за нив, претпоставам дел од овие симптоми кои што ги наведовте се однесуваат токму на оваа категорија на деца. Екранизмот кај нив е особено важно да се нагласи дека не треба да биде толку присутен, малте не можеби и воопшто, иако тоа веројатно е многу тешко во денешно време да се одбегне, затоа што последиците понатака во понатамошниот развој ќе бидат страшни. Ајде малку тоа да го прокоментираме, колку можеби на некој начин е дозволено за деца во предучилишна возраст да бидат пред екран. Ајде вака, првично ќе кажам... И што би требало да гледаат, затоа што не секој изложување пред екран нели може да биде и корисно ако гледаат некаква корисна содржина. Значи ние не збориме и не говориме во модерно во 21 век дека треба тотално нели да дојде до еден вид на сопирање на екрани или бидејќи сепак екранот е прозорец кон светот и тоа несомнено ќе го кажам дека е така. Ќе напоменам да знаат и граѓаните дека уште 97 година далечна американците го извадија првиот проект наречен Бебе Ајнштајн. Бебето Ајнштајн всушност требаше да биде дека преку екранот може да дојде до едукација, но сепак се занемарува еден факт дека тоа дете кое што тогаш беше обучувано, тоа бебето Ајнштајн на некој начин да кажам, е бебе кое што беше обучувано покрај стручно лице. Лице кое што секоја слика која што ќе ја видеше на екран, без разлика, тоа беше проект за многу деца, не го зборам токму од тоа што се трна, дека на секоја слика која што ќе беше прикажана на тој екран, следеше и објаснување. Тоест, детето не беше без потполна информација, тој само да гледа една обична слика. Туку тоа му се укажуваше. Ако беше таму некој си пиле или маченце или кученце, тоа му беше објаснувано дека е тоа. И дека всушност треба да му се каже што тоа може да прави, кој се тоест насока. Таму имаше насока. Во помодерното време, јас ќе кажам К19 генерацијата, која што сега можам со слобода да ја наречам YouTube генерацијата, кај децата дојде до фактот дека само е битна информацијата што е восприемат од сликата. Тука останува еден друг свет, тука е светот во кој што тие се затвараат, немаат потреба од вербална комуникација за да комуницираат, бидејќи оттаму нема вербални прашања или некаков начин нема двострана комуникација, нема момент каде што освен сознајното се нарушуваат и другите моменти на чувство дека се наоѓа некаде, него тоа дете ќе наречам дека будно сонува. Зашто го кажав ова и токму да се надоврзам и на вашето прашање? Од кога до кога е сето тоа дозволено? Јас ќе кажам дека апсолутно до третата година, не само јас, туку и Светската здравствена организација, јас ќе кажам дека имаме и поекстремни случаи од мои колеги кои што во соседните држави дури и до 6-та година забрануваат користење на екраните, токму поради фактот дека децата кои што користат екран во таа возраст, веќе можеме да говориме дека не само што се случуваат вакви нарушувања од кои што ги напоменав, туку
веќе и нарушување во самото мозочно ткиво, дури да не дојде до процес на миелинизација, да дојде до процес до отсуство на формирање на синаптичните мрежи во мозочето. Јас само ќе кажам како факт дека успеавме со група на стручни лица кои што во нашава држава навистина функционираат и работат, тоа е во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци во Симпо, при Здравствен дом Скопје, да направиме неколку, како да кажам, истражувања од делот на деца кои што користат екран и промените што се случуваат во ЕЕГ кај тие деца. Ја можам да кажам дека имав чест да учествувам на Светскиот психијатриски конгрес пред 3 години, 2 или 3 години беше, каде што и ги на некој начин и прикажавме нашите согледувања во тој дел, да тие деца кои што го користат апсолутно во толку големи часови, ќе објаснам во колку часови е користен екранот, дека имаат променето патолошко ЕГ, кое што соодветствува на деца кои што имаат епилепсија или одредени промени кои што настануваат во фаза на некаков си развој или проблем во мозочето, а тие ги имаме промени кај деца само од екранизмот. Значи, тие деца немаат епилепсија, тие деца немаат одредени некои други заболувања како тумори или промени во мозочното ткиво, туку само од гледањето на екран настануваат такви промени во ЕГ, односно во таа енцефалограма, која што ни покажува големи и видни отстапувања. Тоа се тотални ексцитации, тотално успорување на алфа и делта бранот. Затоа и напоменав дека тоа дете будно сонува. Тоа се наоѓа во свој свет. Од 0 до 3 години тотално се забрануваат екраните, од 3 до 6 година под надзор се дозволува само половина час во текот на неделата, од 6 до 12 во текот на неделата, од 6 до 12 година. Ова СЗО го апсолутно да, ама пак затоа и наведов дека имаме примери од соседните држави каде што ептем и се покачени тие години за користење и употреба на екранот, бидејќи тие други држави дури успеа да прават такви анализи и испитувања кои што и прават и биомаркери кои што потврдуваат дека доаѓа до нарушување токму од екранот. Има држави кои што ова целосно го почитуваат од 0 до 3 да е забрането? Да, апсолутно, и со закони се воведува да во градинките и во предучилишните, да кажеме, установи не постои екран и не се работи со екран. А во наредните години, каде што веќе сме сведоци дека и во училиштата имаме помагала, кои што на некој начин ни треба да ги користиме, затоа реков дека навистина екранот е прозорец со свет, но само со едукатор или со родител покрај него да насочено му покажува на детето кога ќе се работи, кој ќе се пронаоѓа. На нас не е неопходна алатка, поготово јас ќе кажам, јас сум на екрани по 6-7 часа, но за мене тоа е алатка. Значи, ние возрастите другачи можеме, но не ја ставам во фаза на зависност. Децата многу лесно се навикнуваат на зависностите. Екранот е, да кажем, и поголема зависност од користење и на сладки работи, нели, кои што децата ги сакат и ги обожува. Некој пат имаме фаза да дете за 15 минути стане зависно од екранот, а некој може да го користи екранот, а да не стане зависно. Има причина зошто е тоа така кај некои деца? Има причина, јас ќе кажам дека таа причина ја бараме на ниво на мозочето и затоа ги спомнав и тие биомаркери, токму и еден вид на мапирање на мозочето, кои зони во таа фаза се најактивни. Јас ќе кажам... Што се случува на мозокот, на детскиот мозок, затоа што децата кога ќе погледнат, нели, цртан или било каква содржина на екран, и да ги довикувате не реагираат. Така, значи тотално се исклучени. Токму затоа и реков дека деца кои ќе дојдат на преглед кај нас го имаат тој момент и веднаш прашуваме колку изложеноста на екранот. Значи тие деца си по 3-4 часа во текот на денот изложени на екран. Да не говорам за деца кои што се изложени пред самото спиење. Па тоа е погубно, како да кажа. Тие ги преживуваат сите оние работи кои што ќе ги видат во екран. Затоа и прашуваме дали сонот е мирен, тоа е како анамнестички податок, да видиме дали тоа дете навистина има мирен сон и не, затоа тука веќе ги определуваме и фазите кога во текот на денот се користи тој екран. Можам да кажам дека навистина кај нас, поготово кај нас, зашто говорам на свесност, кој ќе дојде родител со ваква проблематика и токму кажувам дека ние ќе му дадеме шанса на тоа дете, дека нема да ја добие онаа диагноза на первазивно расстройство или не дај Боже ќе речам детски аутизам, мада се почесте,
Тоа го наведов уште у самиот старт на нашиот разговор и му се дава шанса. Се вика абстиненција. Ке кажем, ајде за народот да бидам малку попластичен, дека внатре во мозочето, во одредени зони кои што се за зависност се случуваат тие промени. Нели, буквално таму доаѓа до едни промени каде што зависноста можеме да ја компарираме и со сите други зависности, дека е неопходно тоа дете тоа да го користи. Дури ако сме свесни, тоа дете ќе искористи се ако му ветиме дека 5 минути ќе му се даде екран, дека тој се ќе направи само 5 минути да го држи тој екран. Кај деца кои што ги третираме, најбитна е абстиненцијата. Периодот кој што треба да го поминате тотално изолирање од сите видови на екран. И често родителите ќе кажат, извинете, не можам да го поднесам, нели, плачењето и така натака, заради таа абстиненција. Нормално е детето да реагира најстрашно на светот и да биде тоа најреволтирано, но сепак е тоа момент кој што мора да се помине и да се издржи, затоа што само така може да има. Што би ги советувале ве родителите во такви ситуации? Како да се издржи тој период? Ајде вака. Затоа што нели ве велите тие за 5 минути екран се ќе направат. Манипулацијата тука. Апсолутно, децата си најголемите манипулатори. Морам да кажам дека родителите, како и пред малку што реков, и општеството, и треба да се заложиме за навистина да се ставиме, да ги ставиме децата пред се. Ние треба да говориме за здрава нација. Ние треба да говориме за здрави деца. Ние треба да сториме се за децата. Токму тука родителите треба да бидат свесни дека нема тие 5 минути да ги добие доколку тоа дете веќе утврдиме дека е екранизирано, односно дека е зависно од екранот, дека се појавила толкова вид на зависност како да речеме од опојати, дека ние треба кое е најголемото решение? Отстранувањето на само тоа, на самиот извор на задоволство. Значи, во овие моменти кои што се погубни за нас, ние треба да знаеме дека се треба да вклучиме, целиот себе си да се вклучиме, целото семејство да се вклучи. Тука пред малку ги спомнавте бабите и дедовците, или оние кои што ги чува. Значи, нема да постои екран. Едноставно се исклучува тоа дете и го насочуваме на сите видови активност, само да го трнеме од сето тоа. Абстиненцијата, извинете, треба да оди постепено? Односно, од отстранувањето на екраните или радикално? Радикално, апсолутно. Кога гледаме дека веќе немаме шанса за никакво, нели можеме и ние како стручни лица да напишеме умерено користење, но родителот тоа умереното можеби некој да го искористи и за себе своји потреби и пак повторно да го стави на екран. Ние ќе кажеме дека ги гледаме нашите деца дека се немирни во автомобили, дека тешко нели се справо. Не, порано дали имало екрани, порано дали имало таблети. Јас сега ви ветив една слика дека ќе ви пуштам, бев во еден мол, и тоа многу голем мол, хипермол, каде што детенцето, двете братчиња, едното е во количка, другото е до количката, тоа се чува. И двајцата беа во екран. Значи, тоа е општа појава. Тие ги гледаат и родители, тие не гледаат и нас, верувајте, каде што и ние сме екранизирани, но до некаков си степен, као еве нашиот мозок сваќа дека тоа треба да го ставиме на страна и така. Тие не го тоа разбират. Тие развиваат таква зависност, таква хиперсензибилизација, каде што дури имавме случаи на деца кога ќе им се отстранеше екран да реагираат со тантруми, со бес и така натаму, со кршење, значи се случува. Таа зависност е многу опасна. Единствено решение... Но да наведеме дека и тоа однесување на децата е сосема нормално и очекувано кога ќе имаме радикална промена, а тоа е нели отстранување. Апсолутно, и затоа реков, само радикално отстранување, радикална абстиненција може да предизвика решение на тој проблем. Затоа зашто веќе веднаш имаме една фаза на враќање, односно реверзибилен процес на сите состојби кои што треба да се физиолошки реални. Има деца, верувам, кои што не зборувале или имале потешкоти во говорот, а со отстранување на екраните, потоа им се развива говорот. И веројатно ова е слика која што е многу честа во нашата земја. Многу честа, значи ние ќе ви кажам дека 90% од децата со проблеми кои што доаѓаат токму да побараат помош кај нас, се проблем со говорот. Првично тоа. Подоцна се нели рефлектира другата слика која веќе ќе утврдиме дека преку таа една одлична анамнеза која што ќе ја земеме или ќе ја сработиме со целиот тим кој што е составен од дефектолози, педагози, логопеди, психолози и така натаму, па и психијатри, ќе утврдиме дека навистина тука имаме момент на зависност или момент на обсесија. Значи телефонот, екранот е обсесија. Јас ќе кажам дека само тимски
само сплотено, само заеднички може да дојде до решавање на проблемот, кога целиот тим ќе работи и со родителите. Тоест и родителите ќе соработуваат со тимот. Зашто го говорам ова? На самиот старт рековте дека успешно само во една општина беше спроведен проектот за ментално, физичко и нутритивно здравје кај децата во училишна возраст, ќе речам, не во предучилишна, но сепак треба да се даде акцент и на предучилишната кога станува збор за екраните, односно всевкупно може би тоа се клучните години. Апсолутно. Ние во тој проект говоревме покрај за екранизацијата, говоревме за булингот кој што се случува и е се почест во нашата веројатно држава. И резултат може би на апсолутно дека користењето на социјалните мрежи, користењето на екраните, користењето на гледање на секакви содржини без надзор, и таа што ја спомнав YouTube генерација која што настана и со слобода ќе го кажам, се тоа на што го гледат и што го следат на екраните можат и да го пробаат да го спроведат во реалноста и тука настануваат најголемите проблеми. Јас ќе кажам дека целото општество треба да се засегне бидејќи само така ќе можеме да создадеме здрава нација, односно нација која што ќе биде поготово децата кое што ќе може да се бори и да создаде едно здраво и цврсто општество кое ќе бидат навистина продуктивно општество, а не општество на кое што ќе треба постојано да интервенираме или да ги санираме последиците од тоа што сме можеле да го направиме превенциски. Да. Придмалку го споменавте конгресот пред некоја година. Како светот гледа на оваа ситуација? Јас вчера подготвувајќи се за интервјуто видов дека светските медиуми како BBC, како CNN, тие и тоа како зборуваат за екранизацијата на децата и кога тоа ќе одекне во медиумите, верувам дека има некаков ефект и мора да има. Но нашите медиуми и нашите институции некако остануваат глуви на оваа тема. Еве и тоа говори прифаќањето само на овој проект од страна на Струмица, а факт е дека е потребно да се зборува многу повеќе за ова во секоја генерација, па речиси во секое училиште. Апсолутно проектот треба да отпочне во самите општини, тоест во градовите, градоначалниците се тие кои што треба да одговорат да се грижат за тие деца, поготово и како едукација и на учениците, но и како едукација и на родителите. Зашто? Само така ширејќи и изголемувајќи ја свесноста кај граѓанинот можеме да бидеме и ние корисни. Мене ми е многу битно дека спомнавте дека многу големи медиуми, поготово тие држави, тие држави, тие големи држави веќе го имале овој проблем многу поодавно. Ви напоменав уште од кога американците го лансирале тој проект и на некој начин го занемариле дека може да настанат такви последици. Тие знаете какви последици се имаат, не сакам дури да ги коментирам, тие се огромни општества, но јас ќе кажам ќе погледнеме во соседството, многу блиску до нас, врвни стручни лица веќе имаат отворено центри за на некој начин одвикнување од екранизација или работење на еве ќе напоменам Бугарија, конкретно Бугарија, професор Везенков. Таму е многу развиено, вие ми рековте. Апсолутно. Таму има буквално развиени центри кои што соработуваат апсолутно со целата држава, значи каде што едукативно влијаат и работат врз децата, односно врз последиците кои што се настанати од екранот. Ќе го напоменам и ќе го спомнам само професор Везенков, кој што е еден од пионерите во регионот кој што говори за ова. Јас пак ќе кажам дека една ластовичка не ја чини пролета, но мораме да се појавуваме се почесто. Вие ги видовте моите пишани моменти уште многу поодавна, откако алармирав дека после ковид епидемијата дека ќе настане епидемија од вакви заболувања, поготово на психата на децата. Несомнено дека јас веќе 5-та година сум во Заводот за ментално здравје, кај што ги бележам сите промени кои што се случуваат во сферата на психата кај децата, односно на промените кои се случуваат во проблемите со менталниот склоп. И ќе речам дека на вистина и апелирам и до градоначалниците, а и до државата да се најде момент да овие стручни лица кои што буквално како Заводот за ментално здравје работиме на оваа проблематика, да алармираме и да почнеме со
многу итна едукација на населението, а подоцна и на децата во која возраст што и смеат и какви содржини смеат да гледаат, бидејќи и тие содржини влијаат на сето ова што пред малку го говорев, како што е булингот и проблемите со психата, проблемите со анксиозност, проблемите со стресот, проблемите со депресијата, и тие влијаат највеќе на промената во мозокот, бидејќи несомнено го спомнав тука и фактот дека при правење на еден вид на испитување, односно на едно снимање кој што се вика ЕЕГ, односно енцефалограм, електроенцефалограм, ги гледаме тие промени кои што навистина екранизмот ги има предизвикано кај еден млад организам. Затоа апелирам да бидеме час поскоро и да бидеме што побрзо во битката со времето, бидејќи времето навистина, ако до сега сме стигнали до 30-40% на екранизација кај децата и веќе е катастрофа, ние може да стигнеме многу скоро и до 70%, и тогаш се е изгубено. Споменавте анксиозност, депресија, дали се уште е табу тема кај родителите да сметаат за своите деца дека можат тие да бидат депресивни? Тие се деца, така? Како што нема... Не е тоа својствено за нив, а всушност новото време веќе одамна говори дека и мали дечиња можат да имаат такви епизоди. Како несомнено што рековме дека не се свесни околу употребата на екраните и што тоа значи, дека тоа е многу големо зло. Исто така и родителите кои ќе им се соопшти било каква диагноза, поготово од колегите психијатри, дека нивното дете е склоно кон депресија или веќе има фаза на депресија, дека има фаза на анксиозност, дека се повеќе се појавува стресот, акутниот стрес кај овие деца е многу во порас од сите случувања што им се случува. Нема само да напоменам дека дали извинете тука можеме да зборуваме и за деца во предшколска возраст? Апсолутно, да. Затоа зашто еве ќе ви кажам, и екранизација настанува и од 6 месеци, веќе родителите од 6 месечно бебе па му даваат екран. Мислам, и сум сведок и сум го видел тоа во текот на овој период и овие години на работење, вакво интензивно работење. Несомнено дека јас ќе кажам дека ако во минатото говоревме за нешто што е можно да се случи, сега не се случува на нас. Поготово во ова деценија кој што е деценија на менталното здравје. И ќе треба да им дадеме токав приоритет и да говориме сите заедно, вклучително педијатри, психијатри, педагози, дефектолози, логопеди, психолози, кај што сите можеме да влијаеме, а не само да санираме, тоест да правиме превенција. Јас тоа го кажувам и поради тоа и мојот апел, што неколку пати досега го напоменав, да сите буквално не повикаат и да почнеме да го работиме сето тоа. Како информативно во самиот старт, но и да веќе влијаеме и оставиме импакт врз свеста, поготово кај родителите. Затоа несомнено реков дека целото општество треба да се вклучи во целата приказна, поготово мајките. Мајките се тие кои што го поминуваат од самиот старт со своето детенце до возраста каде што и атачизмот ќе се јави како последица на одредена фаза на таков развој. Што значи атачизам? Атачизам значи приврзаност, да, апсолутно. И за екраните имаме атачизам, затоа и ни се случуваат ваквите работи, таа обсесивност, таа поврзаност и така натаму и така натаму. Ја споменавме Бугарија како можеби една од водичките на Балканов, но вие ми споменавте дека тука во Македонија работите и со пациенти од Косово. Па иде да дадеме една слика за оваа појава или овој феномен на екранизам или поменување на децата пред екрани. Како е на Балканот? Бугарија ја напоменавме, но можеби ве Србија, Грција, ако имате некакво искуство, што е со Косово? Мојата комуникација е токму со оние кои што најповеќе работат. Јас затоа реков дека една ластовичка не ја чини нели пролета, но сепак ќе кажам дека треба се појавуваме се повеќе и повеќе ластовички да дојде до будење кај народот, поготово, токму за овој проблем. Комуникацијата моја е со поедини стручни лица кои што се во регионот. Јас ќе кажам дека имаме одлична комуникација, тие се неколку луѓе кои што работат во целиот регион, не само Србија, Грција, Бугарија, Косово и Албанија и така натаму. Ќе кажам дека ние добиваме одлична комуникација и со европските институции, каде што тие веќе го поминале на некој начин овој период, иако не се излекувале, нели можам да кажам така со тие зборови, но сепак ни даваат еден импулс како ние да работиме во помали средини, во таа насока. Јас ќе кажам зашто спомнав пациенти дека не доаѓаат многу од Косово и таму ја работат веќе проблематиката, но ја работат во делот на сработувањето, односно да ги сработуваат
патуваат последиците од појавата на такво нешто. Не работиме на превенција. Целиот регион, вклучително веќе кажам, но сепак Бугарија веќе им се доста на високо ниво е развиена цела таа работа, бидејќи имаат и центри за такво нешто, кои што можеби во таа држава функционираат и како приватни центри за зависност од екрани и така натаму. Кај нас се уште работиме само на нивото на Заводот за ментално здравје кај деца и младинци, Универзитетска клиника за психијатрија и слух и говор. Тие се тие кои што работиме, ќе кажам пак повторно, на последиците, не на превенцијата, бидејќи за превенција треба да бидат вклучени целиот државен апарат, каде што ние слободно ќе говориме како не само на конгреси или на случаи, него ќе имаме и предавања и во училиштата и отворени, да кажеме, трибини за родителите кои што ќе се вклучат и ќе ја дискутираме оваа тема. Само како напомена ќе кажам дека ако видите дете да не одговара на своето име, не се врти на своето име, го гледате дека е замислен во една точка, дека живее и реди коцки во еден свој свет, веднаш да алармираме, но првично да помислиме на екранизам, не да помислиме веднаш на аутизам. Аутизам, да. Веројатно многу од родителите се соочуваат со многу проблеми, но на крајот треба и нели да размислат како и тие се однесуваат кога се екраните во прашање, затоа што екранот е, како што рековте вие, поглед кон светот и кон иднината, но треба правилно да се користи. Како правилно би се користел? Веројатно и родителите се примерот, нели? Неверојатно, туку сигурно, но многу често гледаме, вие рековте во мол сте виделе дете, две братчиња, две деца, едното и другото на телефон, но многу често е сликата и кај нас, каде што и родителите се на телефон, и децата се на телефон, и да речам многу често тоа е слика во ресторани, прошетка во молови и така натаму. Како со тоа да се ја предмалку реков дека ние сме пример на своите деца, нели? Тие тоа што го гледаат од нас дека ние сме постојано на екрани и тие се постојано на екрани. Некој пат за да си ги завршиме своите обврски па им ги оставаме екраните. Некој пат сакаме и стално ќе кажат родителите кои што се оправдуваат, поготово модерните родители, ќе кажат сака да јаде само кој ќе гледа екран. И така натаму, затоа ги напоменав тие 5 минути дека он си ги чека и ќе ги дочека своите 5 минути за да го користи екранот. Не сум екстремист. Ја сакам техниката, апелирам да техниката иде во правец на едукација. Затоа и спомнувам како да го користиме сето тоа. Ако веќе на детето му го демонстрираме екранот како прозорец на светот и кон учење нови скилси, можности и така натаму и да му се отвараат подругачие нели вијугите, тоа синапсите кои што во овоја фаза не функционираат или не се профункционирани, ќе кажам дека треба да биде насочено и раководено од родителот или од специјален едукатор кој што знаеме во кој правец и зашто би го користел екранот. Ако сакаме едно дете да кажеме дека треба да го научиме на нова вештина и да му ја покажеме или да му ја демонстрираме, затоа ги нареков YouTube генерација, се пушта YouTube, но секое тоа движење што се случува внатре треба да има појаснување и објаснување. Значи, ние мораме да го насочиме и да бидеме како учители кои што ќе му покажем. Ако на дете кој што не говори, сакаме едукативно да делуваме па преку екран, нели, освен музикотерапијата, пошто работиме и со музикотерапија, значи на мајчин јазик. Значи тие треба да ги знаат сите песни, поготово ние интерактивно кои што еве сега да не ги запеам во студија, ама тоа се кап кап капе вода, кап кап, нели, за да му пробудиме кај него некој момент на тактилно сензитивност да го почувствува и да сака тоа да го прави, ние ќе кажеме дека сето тоа треба да биде насочено и внимателно сработено. И ќе му кажуваме, ова е чаша, во чашата има вода и така. Тоа се методи кои што ги користат дефектолозите, логопедите и психолозите, кои што мора да го сработат тоа дете. Зашто викам, ние работиме на последиците веќе. Ние не работиме на некоја фаза. Ја пак ќе кажам и ќе апелирам до родителите. Поготово овој летниот период. Искористете го да сте со своите деца, да ги употребите сите можности и сите, да кажеме, убавини кои што ги нуди природата, прошетката, заедништвото, семејството. Сепак се потекнува од семејството. Тоа сум поборник и буквално секаде на секое мое предавање го кажам дека се потекнува од семејството. И добрите и лошите навики. И се она што сакаме да го подучиме. Јас ќе зборам од сопствено искуство. Бидејќи јас сум тој кој што си го екранизираше своето дете.
Ајде, вие сте родител на две деца, од YouTube генерацијата Не се од YouTube генерацијата, повозрасни се, но сепак ја успеав помалото да го направам екранозависно дете. Зашто? Затоа зашто работејќи и гледајќи на друго место, нели, да дадам успехи или да постигнам нешто за ова, си го занемарив собственото дете и затоа моето дете е дете кој што проговори на 4,5 години. Токму таа екранизација допринесе да на некој начин последиците кои што ги доби моето дете од сето тоа ги сработувам и ден денеска кога е на 11 годишна возраст. Тоа сакав да прашам, дали се уште на 11 години во моментов, дали се уште се чувствуваат последици? Апсолутно. Затоа и реков дека ние тие последици сега моментално ги санираме. Значи ние не треба да дозволиме да се случат. Затоа апелирам дека ние треба да имаме целосно национална дискусија околу овој проблем. А пак ќе се навратам дека не сум екстремисти, дека не сакам да не постојат техники, треба да постојат, но тие да бидат искористени во едукативни цели, а подоцна, после 18-та година, ќе речем, после 18-та година, да им кажем и да им дозволиме да гледаат одредени содржини кои што во тој период претходно не се за нив. Бидејќи промената во психата, во психолошкото нивно состојание е во моментот кој ќе му се даде сето тоа да го види и да почне да размислува за сето тоа. Тука да се јавуваат и нагони, тука да се јавуваат, ја ќе кажам и ќе спомнам дека деца во денешно време гледаат и убиства, и насилство, и порнографија, и се она што на некој начин не смеа да го гледаат и ние тука ја губиме таа битка, видејќи тие се веќе мозоци навлечени. Порано, јас ќе кажам во давнешни времења, ќе ги компарирам и тие состојби, да компарираме дете од 70-тите и 80-тите и детето од денешниве години. Значи, тотално различити. Тогаш немавме толку екрани, бевме постојано во игра, да се качиме на некоја цреша, да влеземе во нечiji двор, да шутираме топка, да трчаме, да возиме велосипед, па и да паднеме, да плачеме и така натаму. Сега веќе тоа не. Да, токму напоменав и на стартот на нашата дискусија, на нашиот денешен богат разговор, дека навистина го гледам проблемот кога настана нели ковидот, тоа К-19 состојбата и се роди таа К-19 генерација кога децата беа контактирани само преку екрани и плашејќи се за своите животи ги занемаривме нив. Ќе речам дека ние тоа и ова време можеме да го споредиме и ќе гледаме дека тогаш немало, не сме ни говореле за аутизам, не се говорело за деца со проблеми со говор, бидејќи тие тогаш сме имале ратоборност. Секој сакал да се докаже у средина, секој сакал нешто да каже, секој сакал да грабне нечија кришка и така натаму од улица, а сега веќе тоа го нема. Овдека сме сведени на фаза детето кој ќе каже ние треба да му одговориме со Б или да му дадеме и да му приуштиме се, бидејќи некое друго дете тоа го имало и така натаму и така натаму. Затоа сакам да говорам за превенција, поготово од екраните, за превенција и за сите проблеми кои што би се можни да се случат во психата и менталниот склоп на еден таков млад и креок организам. Да, многу убаво финиширавте или поентиравте со таа превенција, затоа што и вие го споделивте вашето лично искуство. Апсолутно. И треба да дозволиме на овие нови па и идни генерации, и денешните деца, да на некој начин и родителите и децата полесно се справат со сето ова, со оглед на тоа што е секојдневие и е присутно, треба да изнајдеме начин правилно како да се избориме. Се надам дека овие совети беа и повеќе од корисни за сите оние кои што не гледаат. Се надевам на вистина. И дека малку ќе подразмислат, ако ништо друго, дека малку ќе подразмислат да направат некаква, макар да е и мала промена, од некаде да се стартува. Јас би рекол да не размислуваат малку, треба многу да размислуваат. Ако нашата држава сака да има корисни граѓани, односно граѓани кои што ќе ја подигаат и ќе ја креваат не само гордоста на оваа држава, него туку и продуктивноста на оваа држава, продуктивност во делот на умови, продуктивност во дел на научници, во делот на луѓе кои што ќе дадат максимум од себе си, дали е тоа спорт, дали е тоа едукација и така натаму, треба да размислуваат да превенцијата биде ставена уште сега на ред и да почне уште од вчера, не од денеска. Бидејќи се што ќе правиме во животот и од кој ќе создадеме, семејство се правиме за своите деца, се за деца, па и нашите деца ќе прават за своите деца. Ви благодарам многу, навистина, за овој убав и, како што рековте, премногу богат разговор. Многу работи и многу убави корисни совети за нашите гледачи.